Здраво! Едно од правилата за самодоверба во брзо избунето општество е дека никогаш не можете да бидете премногу дотерани или премногу добро едуцирани. И следејќи го тврдењето дека модата е оружје за да се спасиме од секојдневието, ние денеска, постизборно и предпразнично, ја отвораме темата за убавите парчиња облека, за модата како бизнис и како хедонизам и го поставуваме прашањето дали македонската модна сцена е оригинална и креативна. Како и секогаш можете и вие да се вклучите со вашите ставови на Twitter користејќи го хаштагот #ZebraMK и на нашиот пејдж на Facebook исто така можете да користите хаштагот #ZebraMK за полесно да се снајдете. А денеска со нас во студиото се две гостинки можете активни на модната сцена, Цаци Паковска, стилист и автор и водител на една од емисиите што подолго постојат на нашата сцена, Стилисимо, и Катерина Трајановска со долгогодишно искуство на модната сцена и еден од основачите и новинари во сајтот stylist.mk. Да почнеме со едно прашање така малце воопштено. Јас себе како единствено машко во друштво ќе се обидам да го поставам. Зборуваме за модата, за оригиналност и за креативноста, меѓутоа и на глобален план, тоа е прашање кое што се дискутира подолго време, се врти и така натаму. Колку таа е важна како критериум, ако се знае дека модната индустрија или модата сама по себе се обраќа на што поширока популација? Значи, колку може да се биде реално оригинален, а сепак да се обратите на што поширока јавност? Дали зборуваме локално за Македонија или може да тргнеме, да направиме некоја паралела, да речеме и Македонија и да ги вклучиме двете страни. Па генерално модата секогаш се обраќа, односно модата е поделена на неколку подкатегории и сите тие подкатегории модни куќи и модни креатори се обраќаат на различна таргет група. Да речеме, доколку модните куќи за широка потрошувачка се обраќаат на една поширока публика, има модни куќи кои што се луксузни се обраќаат на одреден таргет, односно одредена возрастна, но и група која што, не знам, има многу пари. Така да, мислам дека за модата не можеме да зборуваме генерално, како што не можеме да кажеме и што е модерно генерално оваа сезона. Модата е еден огромен бизнис и сметам дека понекогаш не е доволно само оригиналноста и не знам идејата за да знаете и да умеете да продавате. Затоа што знам многу модни куќи и групации кои што воопшто не се оригинални и кои што нивни сопственици се едни од најбогатите луѓе во светот. Така да, знаете како, има луѓе кои што навистина им е важна модата во нивниот живот и сакаат и знаат да проценат што е убаво, што е оригинално и сакаат уникатни парчиња, меѓутоа има луѓе кои што се поистоветуваат со масата и сакаат да го имаат тоа што го има Цаци или Кате и милиарда други. Така да не можеме генерално да зборуваме за една таква тема. Во модниот свет некако се врти на оние периоди во кои што почнуваат, завршуваат модните недели, нели во светските модни центри. Неодамна заврши македонскиот моден викенд. Колку успева да ги пренесе светските трендови? Дали е само дефиле на македонската модна сцена или реално има некаков импакт врз бизнисот со модата во Македонија? Неодамна заврши 9-то издание на Моден викенд. Тоа е наша манифестација која што го има форматот на модна недела, онакви какви што ги гледаме во светот. За жал, ние доцниме не само во формирањето на сцената и формирањето на ваква манифестација, туку доцниме во смисла дека не ги представуваме трендовите, не ги представуваме колекциите однапред онака како што налага светскиот тренд. Оваа манифестација се случи за 9 пат и тоа би значило дека веќе функционира скоро 5 години и за ова време сите очекувавме чекори нанапред. Ова последново издание беше еден чекор наназад, во смисла дека видовме многу малку колекции по број, видовме многу малку еминентни имиња, видовме редица на млади дизајнери, дебитанти или дизајнери кои што уште ги ставаме во групата на млади дизајнери, иако веќе се познати. Некои експериментални проекти кои што, доколку би постоела селекција, воопшто не би се нашле во програмата. За жал, доста млако и доста лошо издание, веројатно најлошото издание на што се должи тоа? На немањето интерес од креаторите? Можеби не им го носи финансискиот ефект?
постојат неколку фактори, ние сега почнавме убаво да ги анализираме. Тоа е еден систем, тоа се крвни садови, тоа не е кривицата не е во еден човек, не е во една организација. Модниот викенд е само осликување на ситуацијата на македонската мода. Кривицата е најверојатно дизајнерите повремено губат инспирација, губат желба, губат предизвик да се представат. Немаат капацитет континуирано да представуваат колекции, имаат финансиски проблеми, имаат проблеми со продажбата на своите креации. Веројатно има мала грешка во организацијата, бидејќи овој пат видовме дури гласно истапување од програмата на Моден викенд и некои дизајнери гласно рекоа дека не се задоволни од самата организација. Значи тоа се неколку работи кои што прават системот да падне. Па сметам дека не би можеле да направиме паралела со светските модни центри од причина што трендовите не се создаваат само нели на модните писти, меѓутоа имаат нели големо влијание на самите модни случувања светски. За трендовите знаете како, можеби се презентираат на светските модни недели, меѓутоа токму модните новинари се оние кои што прават селекции и наоѓаат заеднички именител на сето она што се прикажува и потоа благодарение на мокините списанија ги создаваат на некој начин трендовите. За разлика кај нас, прво не можеме да правиме споредба од една едноставна причина. Не сме толку могни финансиски како што се могни модните куќи и списанијата и сите оние, па и дури знаете како се зборуваме за Моден викенд, меѓутоа треба да знаеме дека токму на тие светски модни недели се прикажуваат најдобрите и најбогатите. Значи вие не можете да направите модна ревија ако немате 1 милион, 2 милиона или 3 милиони евра или долари. Така да кај нас сметам дека модните ревии им се достапни на креаторите или на оние кои што сакаат да станат креатори или сакаат да се нарекуваат креатори. Доколку вие можете тоа да си го дозволите, па зошто да не? Затоа мислам дека не би можеле да кажеме кој треба или не треба да учествува, што треба или што не треба да се прикажува на модната недела, меѓутоа сметам дека од кога ќе заврши модната недела треба да се направи селекција и треба јасно да се посочи што е она што вреди, а она што не вреди. Во контекст на овој муабет пред малку што го загатна Цаци, дека нели модните новинари се тие кои што всушност го издвојуваат најдоброто и го критикуваат најлошото, се изострува ли македонската критика, модна критика во последниве неколку години, колку се креаторите подготвени да прифатат една таква честна критика? Па така на Кате и Јана од Стайлист МК има организирано дебата која што на крајот на криштата беше како еден шлак на она што се случуваше пред 2 недели на модниот викенд во Скопје и мислам дека таму започнавме да зборуваме на ова прашање и јас гласно и јасно ги прашав креаторите доколку некој напише за вас негативен коментар за вашата колекција, не лично, нели нормално, дали вие ќе се налутите? Мислам дека сите кажаа дека нема да се налутат, меѓутоа потајно мислам дека никој уште не се подготвени да слушнат на негативна критика не само модните креатори, туку и јавните личности, затоа што јас честопати се занимавам со таа една модна критика за стајлингот на луѓето и сметам дека многу луѓе не се подготвени да слушнат било каков коментар за нивниот изглед. За жал, се уште кај нас постои љутиш принципот. Многу е алармантно следната ревија? Најверојатно така ќе резултира. Најверојатно не постојат основни услови за постоење на критична маса во овој сегмент. Ова издание бевме свидоци на неколку немили настани, иако во суштина има повеќе медиуми од порана, и тоа никако би требало да резултира со зголемување на различни мислења, различни анализи за модна критика и да не правиме муабет, мислам дека сме далеко од модна критика, но изостануваат реалните критики од проста причина што дизајнерите не се подготвени. Апсолутно. Бевме свидоци на неколку немили ситуации, навреди по социјалните мрежи, тужби, па дури смејувања, иронизирања на одредени акции што некои од модата ги превземаат.
мислам дека дизајнерите апсолутно не се подготвени за реална критика. Ама тоа се чини дека не е нов проблем, дека тоа е од Тоа се влече. генерално е од светски Да. проблем. Тоа е светски проблем, ама кога сте мал пазар и кога на сцената функционира 20 до 30 имиња и тоа како е проблем, како ќе напишете и што ќе напишете и како ќе реагирате. Ги спомна ти дека имало нови дизајнери многу на модниот викенд, кои што нели можеби не се толку нови. Се едно во контекст сакам да прашам како што се случија промени на поле на фотографија, на поле на новинарство и на програмирање и така натаму, и дигиталната ера се тоа што го овозможни. Сега може да кажеме дека секој може да е фотограф, секој може да биде новинар, Па и бога ми секој е моден критичар. Да, значи во таа смисла дали може и секој дизајнер да биде денеска? Еве и во македонски услови. Па секој Па може, да. доколку можете тоа да си го возможите, мислам дека во Македонија тоа нивото на кој што креаторите, значи повторно не можам да зборувам генерално затоа што има многу луѓе кои што навистина вложуваат во својата работа, меѓутоа има луѓе кои што со 9, 10, 12, 15 парчиња се презентираат на модна ревија, значи тоа е со ичпари да не речам. Така да, доколку вие можете да си дозволите да направите кај некоја шнајдерка или вие да си ги сошиете тие парчиња и при тоа имате еден таков настан каде што можете да ги презентирате, па зошто да не? Доколку се бира, има некаков си филтер на она што и кој може да прикажува на модната недела, тогаш сите треба веројатно да бидеме подготвени да дадеме многу пари. Благодарение на социјалните мрежи и на интернетот, дел од младите дизајнери стана многу актуелни. Позитивно е тоа што продаваат. Навистина, после долго време научивме дека модата не е само свечени, фустани, венчаници, маторски креации, туку научивме дека можеме да купиме македонски дизајн и во оној другиот дел кој што треба да ни го задоволи она што е секојдневна облека. Поддршка за тоа што го работат, но треба да застанат и посмело да дизајнираат. Значи не може да поминуваат само безбедна варијанта. Мора да има дизајн во тоа што го работат. Не може да се представат со секојдневни, едноставни парчња во кои што единствената интервенција е да речеме изборот на ткаенина. Па добро, мора да ние бидат посмели. не можеме на некому да кажеме како уметнички или креативно да се изрази. Само можеме да го игнорираме, да му купуваме или да не му купуваме. Знаете како во Македонија, јас мислам дека естетското ниво е на многу ниско ниво, затоа што мислам дека има малкумина кои што можат да ценат дизајн и тоа да го носат и да имаат каде тоа да го носат. И сметам дека креаторите понесени од тоа, значи секој за својот денар прави парчиња кои што мисла дека ќе можат многу покомерцијално да бидат успешни и повеќе да ги продаде. На крајот на криштата, едноставно креативната идеја не можеме да кажеме дека вау, ова е нешто што досега не сме виделе, бидејќи ние навистина досега све сме виделе. Кога вие не можете да си приуштите ткаенина по нарачка, не знам, јас да нарачам ткаенина која што во цел свет ќе има само стилисимо и на тој начин да бидам уникатна, затоа што дизајнот горе-доле е тоа. Дури неодамна во мојата емисија Стилисимо, кога ги проследував збиднувањата на париската модна недела, интервјуто, односно она што го кажа Стела Маккартни, дека јас ги користев едноставните шаблони на парчиња облека и си поиграв само со некои пропорции. Така да ние креативно не можеме да му се наметнеме на некој да кажеме ова не е добро или е добро. На крајот на криштата публиката ќе оцени што е добро. Кога сме кај публиката, еве да го спомнеме и тој ефект финансиски. Во многу од извештаите на нашите колеги од модната индустрија која што се занимава нели новинарите, можевме да забележиме извештаи кои што велат ајде да видиме кој бил во првите редови. Ако македонските креатори се поддржуваат со купување на нивните парчиња, не само со присуството на нивните ревии во кои што ќе ве слика некој дека сте во прв ред и со тоа завршува приказната, можеме ли да направиме некаква компарација кои од македонските дизајнери најдобро продаваат? Во Македонија зборуваме. Сега повеќето од нив продаваат и во околината, но да, ама не би можеле да имаме одговор. Но може да се забележи да речеме таа така наречена нели улична мода. Може ли да се видат парчиња кои што јас не би можела да дадам одговор на ова прашање, како што треба трансакцијските сметки да ни ги дадат. Како што не можеме да заклучиме
Според продажбата не значи квалитетот, затоа што кај нас знаете дека најпродавани се облеките за 200, 300, 500 денари во продавници кои што продаваат тој тип на кинеска облека. Тоа не значи дека тие се квалитетни. Како што Марџела прави еден од најкреативните светски дизајнери, меѓутоа тој не е најпродаваниот. Така да продажбата и креативноста не идат рака под рака. Добро, ма во некои наши Исто како што и македонски услови H&M продава повеќе парче Да, ама не е тоа или Зара. Да, не е тоа дизајн. Кај нас се осеќаат две струи. Едната е оној дел кој што го спомнав, свечени производи, свечени И најверојатно фустани. тие највеќе продаваат. Тие најмногу продаваат. Затоа што кај нас луѓето се подготвени да потрошат пари за тие пригоди. Да, Постојано? Да, апсолутно се Да. подготвени. Јас постојано сакам, наметнувам и на публиката, сакам да ја кажам дека може да купи нешто друго што има македонски печат. Може да купи малце поинаква облека, колку што може финансиски да си дозволи. Затоа позитивно е тоа што се појавија неколку аутлети за продажба, онлайн продавници, па дури и мали дуќанчиња, и сега веќе забележуваме дека купуваат и македонски дизајн. Значи купуваат и од помладите дизајнери, нешто што финансиски може да си го дозволат. Има една фантастична група која што ја препознаваме во дизајни на наши познати дизајнери. Има публика, но мислам дека не е доволно, дека таа публика треба да расте. Јас сметам дека тоа што се случуваше и пред 10 на 15 години на една друга генерација на македонски креатори, истото се случува. Како што купува и тогаш и секој креатор си ја пронеде својата публика, така и сега. Ништо екстремно помпезно, ништо екстремно комерцијално успешно, сметам дека луѓето и текако, односно македонските креатори, се снаоѓаат на нашиот пазар. Да, значи пак е тоа се на некаква си личен печат што ставиле своја клиентела, што си ја дефинирале во годините и си продаваат во рамките на својот собствен бизнис. Малку проблематично е ова друго прашање во сопостоењето на македонска модна индустрија. На крајот на криштата, ако се вратиме пак на Моден викенд, таквите манифестации постојат ради бизнис логика, не постојат ради шоу, не постојат ради забава. Си додека не се случи да тој дизајн што го гледаме влезе во некаков процес на производство, си додека не се случи да постои категоријата набавувач или купувач кој што ќе ги нарачува сите тие македонски дизајни. Си додека македонскиот дизајн не прерасне, не се трансформира во модна индустрија, тогаш може и Моден викенд да не се случува и секој дизајнер да си функционира сам за Повторно себе. ќе кажам, за сето тоа да се реализира потребни се навистина многу пари и инвеститори. Можеби прашањето е колку македонските инвеститори знаат да препознаат дека економски може да биде исплатливо инвестирање во една ваква работа. Само да ги изолираме овој факти или Цаци што го спомнува околу парите. Ката ти како новинар од твоето искуство кога ги оценуваш, да речеме, и самите колекции и тоа што креираат, од естетски аспект што издвојуваш како најважно, еве да речеме, или како медиум било како? Значи да ги изолираме, нели, сите Што го тие прави уникатен да, сите еден тие пречки што модел. знаеме дека се објективни општествени пари и така натаму, значи од естетски аспект. Или да речеме на кое ниво се нашите во споредба со тоа што се случува надвор? Па има добри примери за дизајнери кои што навистина успеале да си го изградат својот собствен препознатлив стил, да бидат препознатливи, да бидат автентични и да го следат она што го создаваат, она што како нивна естетика постои, да го следат постојано, да постои нека конзистентност во нивната работа. Тоа е она што ние како новинари постојано го забележуваме и сакаме да го храбриме. Знаеме на какво ниво се наоѓа нашата модна сцена, но од друга страна се издвојуваат примерите каде што се чувствува некој што е едуциран дизајнер, некој што има големо и широко познавање од општа култура, некој што е креативен, некој што знае професионално да се однесува. Значи тоа е еден склоп на елементи кои што го прави еден дизајнер препознатлив. Каде е границата меѓу оригиналноста, плагијатот или инспирацијата, да речеме, од светските трендови?
Сега се е измислено во модата. Одамна се нема случајно некоја голема модна револуција или некаков си крој, нешто што ќе не избезуми. Комбинирањето е оно што... Значи, се останува на онака како што функционираат и сите светски дизајнери. Се инспирираш, земаш референции од различни работи, останува на твојата умешност како тоа ќе го преведеш во сопствениот моден јазик и како ќе го представиш. Тенка е границата помеѓу копирање и инспирација. Значи... Дизајнерите меѓусебно, значи не јавно, но во различни пригоди и по социјалните мрежи и по своите пријатели се обвинуваат меѓусебно за плагијат, за копирање, дури некои чинам дека и на конференцијата што вие ја организиравте спомна дека им доаѓаат клиенти со испечатени фотографии од светски дизајнери, велате еве ова го сакам. Тоа е практика, значи тоа практика се случува наназад многу години. Значи македонките од самото тоа што сметаат дека на една свадба треба да изгледаат како што изгледала Дженифер Анистон на црвениот тепих на Оскарите, доаѓаат со фустани кои што чинат 100.000 евра, тоа се фустани од високата мода, каде што све е рачно изработено по мерка и тие фустани се позајмени, исто како и накитот. Значи, они сакајки да го доловат тој изглед, идат со фотографија кај некои од нашите модни куки, шнајдери или модни креатори и бараат да добијат фустан кој што јас според мене ниту можете да го добиете, ниту ќе изгледа така. Да се согласи тоа да го направи, но јас сметам дека е дискутабилно тоа да го направи. Па добро, креаторите живеат од своите клиенти, така да понекогаш во потрага по брза пара луѓето прават разни работи и компромиси, нели? И сметам дека не е тоа нешто што треба, нели, ќе ги осудиме како може креатор да направи вака или така. Мал е пазарот, за малку пари се работи, сметам дека луѓето честопати прават компромиси и повеќе пати прават компромиси, дури и колекциите, правиш компромиси и велиш ова нема да биде доволно, ќе биде доста авангардно за нашата публика. Јас барем знам за Стилисимо, сепак ние сме бренд за широка потрашувачка. Никогаш и не сме претендирале, ниту сме сакале да бидеме, не знам, дизајнерски авангарден бренд, туку бренд за широка потрашувачка, она што во светски ранки би значало H&M, да речеме. И знам дека доколку малку внесеме дизајн, тоа се најнепродаваните парчиња. Доколку направите наједноставна памучна маечка во штрафти, тоа е нешто најпродавано. Луѓето сакаат едноставни парчиња, малкумина и во светски рамки се луѓе кои што знаат да го почитуваат дизајнот, затоа што сум била сведок на присуствува во Париз на шоурум на Маријан Пеовски, нашиот познат креатор кој што долго години работи во Лондон и значи исклучително продава и во Јапонија, во Америка, во скандинавските земји, меѓутоа повторно неговите креации се продаваат во изолирани бутици кои што се наменети повторно за светски авангардни дизајнери. А доколку сакате да правите, да имате комерцијален успех, тогаш тоа нема врска со модата. Тоа значи дека како луѓе сме малку по исплашени од модата? Не, мал пазар сме. Во 2 милиони сигурно има повеќе исплашени отколку некаде на некој пазар што се 10, 20 или 50 милиони. Критики на храбрите парчиња. Мислам дека пошироката дел од пошироката публика е убедена дека модата е елитистичка работа, дека не може да се појават на вратите кај некој дизајнер и да побараат нешто што нив би им одговарало. Треба малце да се ослободат повеќе, така како што треба и дизајнерите да се ослободат и да се фокусираат на својата вистинска публика. Додека смета дека Масимо Дути е бренд, а не вреди некој македонски дизајнер, а македонските дизајнери ќе се изненадите колку ефтино ги продаваат своите парчиња, колку не можат да го наплатат својот труд и колку не можат да ги убедат клиентите дека тоа навистина вреди за тие пари. И доколку нашите сметаат дека Масимо Дути многу повеќе вреди отколку некој уникатно парче, тогаш ете вака ќе се функционира. Нова линија на размислување, глобализацијата ги разводени работите во повеќе аспекти на креативност, значи од музика, филм, па што се натаму, значи тоа се чувства и во модата. На Стайлист прочитав еден интересен текст за
тоа што Ким Кардашиан се појавила на наслов на Vogue, мислам дека сега се не чувствуваше, погоди. мислам дека се чувствуваше некоја резигнираност околу тој аспект. Значи, што е, например, вие како ти како стилист, ти како новинар, во тој поглед гледате? Значи, дали е тоа разводенување или е тоа или што го вика и самата ти што кажа намалување на тој елитизам во поглед на модата, приближување до народот или како да... Конкретно приказната со американски Vogue и со Ана Вентури и Ким Кардашиан е разводната многу одамна. Значи, американскиот Vogue не е тоа што беше порана и ова дојде како шлак на целата приказна. Отвара нови видици, дали модата може секој, елитистичката мода може секој да си ја дозволи, дали оние што се сметат за најпрестижни модни магазини може да паднат на нивото на таблоиди, колку сме задоволни од тоа што е Ким Кардашиан на насловна страна, колку ни пречи, колку нас не ни пречи. Сепак е тоа нешто што е многу далеко од нас, ама се дигна Но има ли кај голема нас прашина. таков тип на модни икони? Јас прво да одговарам на прашањето да не испадне дека не сум Кардашиан, дека не е. за Ким Кардашиан. Јас не се согласувам. Сметам дека Vogue го тера тоа што одамна го терал, уште од времето на Дајана Вриленд. Значи, уредничката Дајана Вриленд, која што беше уредничка на Vogue во 70-тите и 80-тите години, таа значи го направи Vogue во списание како што е ова денес. Јас не сметам дека Vogue ги спуштило критериумите со тоа што Kanye West и Ким Кардашиан беа на насловната страна, напротив сметам дека подобро они да бидат на насловна страна него Кара Делевин. Зошто е тоа повидно име во модата од овие двајца. На крајот на Kanye West ги спушти критериумите, зашто да не ги спушти? Не ги спуштил, не се согласувам. Решавам. Не се согласувам. И дури сметам дека зошто би ги спуштил критериумите. Дали ја погледнавте вие таа фотосесија? Изгледа прекрасно. Како што изгледаат и прекрасно сите фотосесии кои што се, не знам, под стилистичката палка на Грейс Кодингтон. Мислам дека Воките како знае што работи и што прикажува во своето списание. Не за џабе последно во априлското издание е најпродавано во историјата на Vogue. Не дека луѓето нели ја мрзат или ја сакаат Ким Кардашиан, меѓутоа луѓето ги интересираше што има внатре во Vogue. И сметам дека оние изјави од типот на јас веќе нема да го купувам ова списание се глупо, затоа што вие ако го купувате списанието од насловната страна, па тогаш воопшто него не купувајте. Да се вратиме за крај, значи само за ова последно прашање, има ли Македонија модни икони? Некој кој што може да диктира трендови, да ги промовира, да ги носи како што треба и да така поставува некој локален тренд. Ова е тема на емисијата која што вечерва, не знам, ќе можат гледачите на Стилисимо да проследат. Нашиот заклучок дека познаваме многу повеќе нејавни личности отколку јавни кои што имаат и вкус и стил и кои што на некој начин би можеле да бидат трендсетери, а доколку треба да избереме помеѓу јавните личности, тие се навистина во многу мал број. Кате се согласуваш? Да, апсолутно. Ние постојано анализираме и заедно и ние како стајлист МК. За жал, оние кои што може да си дозволат, оние кои што треба да си дозволат, оние кои што треба да изгледаат стајлиш во секој момент, тоа не го забележуваме, најголемите грешки ги среќаваме кај нив, ама од друга страна се радуваме на естетиката на некои други ликови, така наречени анонимни, кои што и тоа како знаат што е мода. Добро, драги дами, ви благодарам за гостувањето во Зебра. Саздо добро се држеше. Ви благодариме и вам, почитувани гледачи, се гледаме за една недела. Пријатно.